Вежба 6. Прераскажување приказна. Раскажувањето приказни е непроценлива алата за обработка и разбирање на искуствата, особено оние што се непријатни или трауматски. Оваа вежба вклучува прераскажување на добро позната приказна или лично искуство преку користење на фотографии од емоции што учесниците претходно ги направиле. Со реконтекстуализација на овие емоции во рамките на наратив. Учесниците можат да добијат нови сознанија и перспективи за своите искуства. Примарната цел на оваа вежба е да ви помогне да ги обработите и разберете вашите емоции со тоа што ќе ги вклучите во структурирана приказна. Ова може да поттикне подлабоко разбирање на вашите чувства и да промовира заздравување, фотопотрага, користење на емоционални слики за раскажување приказна. Подготовка. За да ја започнете оваа вежба, ќе ви требаат паметен телефон или камера, емоционалните фотографии направени во претходните вежби, пристап до компјутер или физички материјали за создавање на приказни со слики, поможност. Реквизити или костими за поставување дополнителни фотографии, ако е потребно, избор на приказна. Во вашата група започнете со избор на добро позната приказна. Настан од реалниот живот или настан од филмови, цртани филмови, поп-култура, Дизни или кој било друг извор што е познат на сите членови на групата. Избраната приказна треба да биде добро позната и лесно разбирлива. Ако ја правите оваа вежба со група на луѓе од различни националности или културни средини, погрижете се секој член на групата да ја знае избраната приказна. Алтернативно, можете да изберете лична приказна или заедно да создадете фиктивна приказна, но повторно, осигурете се дека секој член на групата е запознаен со приказната или основната идеја за да се одржи кохерентноста во прераскажувањето. Прераскажување на приказната, користејќи ги емоционалните фотографии што претходно ги направивте, ќе ја прераскажете избраната приказна. Подредете ги фотографиите за да одговараат на наративот. Осигурувајќи се дека секоја емоција е соодветно представена во контекст на приказната. Ова може да бара идентификување на клучните сцени во приказната што одговараат на емоциите на вашите фотографии, користење на реквизити, поставки и дополнителни фотографии, ако е потребно, за да го комплетирате наративот. Дискутирање со вашата група за тоа како секоја фотографија се поврзува со дел од приказната. Создавање на приказни преку слики, соединете ги фотографиите во приказна, било дигитално со користење на софтвер, како PowerPoint, Canva или едноставен фотоедитор, или физички со користење на печатени фотографии, лепаки и постер табли. Секоја слика треба да биде придружена со краток опис на сцената и емоцијата што ја представува. Осигурете се дека раскажувањето тече логично, прикажувајќи ја приказната од почеток до крај со јасни емоционални премини. По создавањето на иницијалното раскажување, направете уште еден чекор за да ја резамислите приказната со повторно организирање на сликите за да добиете различен резултат или значење. Например, ако ја прераскажувате приказната за Пепелашка, наместо да заврши со тоа што таа се мажи за принцот, можете да ги преуредите фотографиите за да прикажете дека таа отвора свој бизнис со чевли и станува успешна претприемачка. 1. Размислување за алтернативи. Како група, размислете за различни можни завршетоци или промени на приказната. Размислете како овие промени би можеле да влијаат врз емоционалниот момент и значењето на приказната. О пример, Пепелашка одлучува да ја следи својата страст за дизајнирање чевли, отвора бутик и станува позната дизајнерка, нагласувајќи ги темите за независност и самоувереност. 2. Прередување на сликите. Прередете ги постојните слики или направете нови за да одговараат на новиот наратив. Осигурете се дека новата поставеност се уште ја отсликува емоционалната приказна на ликовите. О пример, користете слика на Пепелашка како среќно работи на чевли за да го представите нејзиниот нов пат, наместо традиционалната сцена на балот. 3. Создавање ново раскажување во слики. Соединете ја новата поставеност во второ раскажување. Напишете нови описи за секоја слика што ќе ја отсликаат ревидираната приказна. О пример, новото раскажување може да прикаже како Пепелашка се соочува со предизвици во својот бизнис, но на крајот постигнува успех и ја пронаоѓа среќата под други услови. Водич за вас, соработка, поттикнете тимска работа и соработка. Секој член на групата треба да придонесе во процесот на раскажување, било преку избирање слики, подредување на раскажувањето или пишување описи. Овој заеднички напор може да ги продлабочи врските и да создаде поддржувачка средина. Креативност. Нагласете ја креативноста во прераскажувањето на приказната.
Слободно интерпретирајте и представувајте емоции на начини што ви се блиски. Нема правилни или погрешни начини за раскажување на вашата приказна, затоа дозволете вашата имагинација да ве води, респект и сензитивност. Осигурете се дека сите учесници покажуваат почит и чувства спрема вашата приказна и кон приказните и емоциите на другите. Создавањето безбедна и поддржувачка средина е клучно за оваа вежба. Слушајте ги идеите и чувствата на другите со емпатија и разбирање. Рефлексија, дневна рефлексија, по секоја сесија, напишете кратка рецензија за вашето искуство. Размислете за овие прашања, како прераскажувањето на приказната со користење на емоционални слики влијаеше врз вашето разбирање на приказната, кои емоции ги доживеавте за време на вежбата, научивте ли нешто ново за себе или за приказната. Неделна рефлексија. На крајот на секоја недела, разгледајте ги вашите раскажувања и размислете за вашето патување. Користете ги овие прашања како водич, кој дел од приказната беше најпредизвикувачки или најнаградувачки за прераскажување и зошто, како процесот на создавање раскажување во слики влијаеше врз вашата емоционална свест и изразување. Дали забележавте промени во вашата перспектива за приказната или вашите емоции? Групна рефлексија, што научивте за себе преку оваа вежба, како практиката на прераскажување приказна со користење на емоционални слики влијаеше врз вашето разбирање на емоциите. Откривте ли нови начини на изразување или разбирање на вашите емоции преку раскажување? Пример за табла со приказни, ќе ви дадеме пример за една добро позната сцена од поп-културата, падот на Муфаса од Кралот лав на Дизни. Овој клучен момент е длабоко емоционален и оставил траен впечаток врз публиката. Ќе создадеме табла со приказни за да ви илустрираме како можете да користите емотивни слики за повторно раскажување на оваа сцена, а потоа да ја замислите со поинаков, по-оптимистички исход за Симба, оригинална табла со приказна, падот на Муфаса. Еден вовед во сцената, ослика, изгреј сонце над африканската савана. О опис, приказната започнува со мирно изгреј сонце над африканската савана, символизирајќи го затишјето пред бурата, о емоција, смиреност, исчекување. Можете да користите слики од тие емоции што веќе сте ги направиле за време на претходните вежби или да направите нови, изборот е ваш. 2. Среќни моменти на Симба, ослика, разиграно лавче, Симба со неговиот татко, Муфаса, о опис, Симба и Муфаса играат заедно. Прикажувајќи ја нивната силна врска и љубов, о емоција, среќа, љубов, 3, трагедијата започнува, ослика, невреме со темни облаци, о опис, атмосферата се менува како што се приближува опасноста, навестувајќи ја трагичната случка. О емоција, анксиозност, страв, 4, падот на Муфаса, ослика, лав, Муфаса, паѓа од карпа, о опис, Муфаса се соочува со својата смрт, срцепарателен момент кој за секогаш го менува животот на Симба. О емоција, шок, очај, 5, тагата на Симба, ослика, младо лавче, Симба, само и расплакано, о опис, Симба го наоѓа телото на својот татко и тагува, чувствувајќи се изгубено и осамено, о емоција, тага, осаменост, 6. Манипулацијата на Скар, ослика, злобен лав, Скар, му зборува на Симба, о опис, Скар го манипулира Симба да поверува дека е одговорен за смртта на Муфаса, што го води Симба кон самонаметнат екзил. О емоција, вина, страв, 7, екзилот на Симба, ослика, Симба заминува во далечината, о опис, Симба ги напушта пределите на гордоста, совладан од тага и вина, о емоција, очај, изолација, повторно замислен сториборд. Новото патување на Симба, еден вовед во сцената, ослика, изгреј сонце над африканската савана, опис, приказната започнува со мирно изгреј сонце над африканската савана, символизирајќи го затишјето пред бурата. Емоција, смиреност, исчекување, можете да користите слики од тие емоции што веќе сте ги направиле за време на претходните вежби или да направите нови, изборот е ваш. 2. Среќни моменти на Симба, ослика, разиграно лавче, Симба со неговиот татко, Муфаса, опис, Симба и Муфаса играат заедно, прикажувајќи ја нивната силна врска и љубов, емоција, среќа, љубов, 3, трагедијата започнува. Ослика, невреме со темни облаци, опис, атмосферата се менува како што се приближува опасноста, навестувајќи ја трагичната случка, емоција, анксиозност, страв, 4, падот на Муфаса, ослика, лав, Муфаса, паѓа од карпа, опис. Муфаса се соочува со својата смрт, срцепарателен момент кој за секогаш го менува животот на Симба, емоција, шок, очај, 5, моментот на тага на Симба, ослика, Симба сам и расплакан.
Опис: Симба го наоѓа телото на својот татко и тагува, чувствувајќи се изгубено и осамено. Емоција: тага, осаменост. 6. Поддршка од пријателите. Ослика: други животни, Тимон и Пумба, го тешат Симба. Опис: наместо да избега, Симба добива поддршка од пријателите кои му помагаат да разбере дека не е виновен. Емоција: утеха, разбирање. 7. Симба ја сваќа вистината. Ослика: Симба размислува додека светлина сјае врз него. Опис: Симба сваќа дека духот на неговиот татко живее во него и дека има сила да се врати дома. Емоција: надеж, одлучност. 8. Враќањето и триумфот на Симба. Ослика: возрасен Симба како ја предводи земјата на гордоста. Опис: Симба се враќа во земјата на гордоста, се соочува со Скар и го зазема своето место како крал. Емоција: храброст, триумф. 9. Нов почеток на Симба. Ослика: Симба гледа преку саваната на изгреј сонце. Опис: Симба започнува ново поглавје, мудрувајќи и сеќавајќи се на учењата од страна на неговиот татко. Емоција: мир, исполнетост, придобивки од вежбата за повторно раскажување на приказна. Една од главните придобивки од оваа вежба е зголемената свесност за емоциите. Со идентификување и фотографирање на емоциите, а потоа нивно интегрирање во наратив, станувате почувствителни кон вашите чувства. Оваа зголемена свесност помага во препознавање и разбирање на сложените емоции кои често е тешко да се артикулираат. Раскажувањето приказни обезбедува безбеден и структуриран начин за изразување на емоциите. Повторното раскажување приказна со користење визуелни слики ви овозможува да ги екстернализирате вашите чувства, олеснувајќи емоционално ослободување. Овој креативен процес може да биде катарзичен. Помагајќи да се намали емоционалниот товар и стресот, повторното раскажување на приказна, особено на онаа која вклучува траума, помага во обработката на непријатните искуства. Преку реконтекстуализирање на трауматските настани во наративна форма, можете да добиете нови перспективи и увиди. Овој процес може да доведе до подобро разбирање на траумата и нејзиното влијание, што е клучно за заздравување. Создавањето и повторното замислување на приказни ве зајакнува со тоа што ви дава контрола врз наративот. Ова чувство на самостојност е клучно за оние кои преживеале траума, кои често се чувствуваат безпомошност. Со менување на исходот на приказната, можете да ја визуализирате иднината во која не сте дефинирани поради минатите трауми, поттикнувајќи чувство на зајакнување и надеж. Оваа вежба поттикнува креативност и иновативно размислување. Мора креативно да ги интерпретирате емоциите, да избирате соодветни слики и да конструирате кохерентен наратив. Овие вештини ја зголемуваат способноста за решавање проблеми и поттикнуваат креативен начин на размислување, што може да биде корисно во различни аспекти од животот. Работењето во групи за повторно раскажување приказни поттикнува соработка и емпатија. Учењето да слушате и разбирате перспективи на другите личности гради подлабоки врски и меѓусебна поддршка. Споделувањето лични приказни и емоции во групно опкружување може да ги зајакне социјалните врски и да создаде поддржувачка заедница. Можете да ја искористите оваа вежба за реконструирање на вашите трауматски искуства. Преку ваш избор како да ги представите вашите емоции и преку прередување на елементите на приказната, можете да создадете наратив што ја одразува вашата сила и отпорност. Овој процес ви овозможува да го погледнете вашиот пат од нова, зајакнувачка перспектива. Повторното замислување на приказната со различен, попозитивен исход ви помага да визуализирате надежна иднина. Ова може да биде неверојатно моќно, бидејќи ве поттикнува да верувате во вашата способност да ги надминете предизвиците и да ја обликувате вашата судбина. Барањето на позитивно решение за вашата приказна може да ве инспирира да следите слични исходи во реалниот живот. Трауматските искуства често водат до негативни шеми на размислување и верување. Со повторното раскажување на вашите приказни со фокус на отпорност и закрепнување, можете да го прекинете циклусот на негативно размислување. Оваа вежба ви помага да ги предизвикате и преформулирате вашите перцепции. Поттикнувајќи по позитивен и по конструктивен начин на размислување, рефлектирањето на вашите емоции и искуства преку раскажување приказни обезбедува корисни увиди. Можете подобро да го разберете влијанието на вашата траума, да идентификувате емоционални тригери и да ги препознаете шаблоните во вашите реакции. Оваа самосвесност е клучна за развивање стратегии за справување и емоционална отпорност. Успешното создавање и споделување на повторно замислена приказна може да ја зголеми вашата самодоверба и самопочит.
Ви покажува дека имате креативност и сила да се соочите со вашето минато и да замислите посветла иднина. Оваа самодоверба може да се преточи во поголема самоувереност во други области од животот. Вежба 7. Еден ден во вашиот живот. Оваа вежба, еден ден во вашиот живот, ве поттикнува да документирате типичен ден преку серија фотографии. Со овековечување на моменти од вашата дневна рутина, можете да добиете увид во вашите емоции, навики и малите работи кои го сочинуваат вашиот живот. Оваа вежба е дизајнирана за да ви помогне да размислите за вашите искуства и да ја пронајдете убавината во обичните, едноставни нешта. Цел. Примарната цел на оваа вежба е преку фотографија да документирате и размислите за еден типичен ден во вашиот живот. Со овековечување и прегледување на овие моменти, можете да стекнете подлабоко разбирање за вашите дневни искуства и емоции. Фотографска задача. Еден ден во вашиот живот, подготовка. За да ја започнете оваа вежба, ќе ви биде потребно смартфон или фотоапарат, пристап до апликација за уредување фотографии, поможност за подобрување на вашите слики, дневник или дигитален документ за рефлексии. Утринска рутина. Започнете го денот со фотографирање на вашата утринска рутина. Овековечете ги моментите кои го дефинираат почетокот на вашиот ден, како што се будење, појадок, подготовка и други активности кои вообичаено ги правите наутро. Обратете внимание на емоциите и мислите кои ги доживувате во овој период, примери на фотографии за фаќање, будење, фотографија од вашиот аларм. Вашиот кревет или погледот од прозорецот во вашата соба, појадок, фотографирајте ја храната која јадете, процесот на подготовка или шолја кафе која испарува на масата, подготовка, фотографирајте ја вашата утринска рутина за нега на кожа. Миење на забите, избор на облека или предметите кои ги носите во вашата торба, дневни активности, во текот на денот, фотографирајте ги вашите дневни активности. Ова може да вклучува работа, училиште, хобија, оброци, интеракции со други и други значајни моменти. Обидете се да фотографирате мешавина од обични и значајни моменти за да добиете сеопфатен поглед на вашиот ден, примери на фотографии за фаќање, работа или училиште, фотографија од вашето работно место, екранот на компјутерот. Куп книги или забелешки од предавање, превоз, фотографирајте го превозот кој го користите. Погледот од патот по кој одите или интересни гледки на патот, хобија. Сликајте се себе си како се занимавате со хоби, без разлика дали е сликање, свирење инструмент, градинарство или читање книга, оброци. Документирајте го вашиот ручек или ужинки, местата каде што јадете и какви било социјални интеракции околу оброците, интеракции. Фотографирајте моменти на разговор со пријатели, семејство или колеги. Ова може да биде спонтан момент на насмевка или заедничка активност, вечерна рутина, како што се приближува крајот на денот, фотографирајте ја вашата вечерна рутина. Ова може да вклучува вечера, релаксација, поминување време со семејството или пријателите и подготовка за спиење. Размислете како се чувствувате додека денот завршува, примери на фотографии за фаќање. Вечера, фотографирајте ја подготовката на вечерата, самиот оброк или луѓето со кои ја споделувате, релаксација. Фотографирајте моменти на опуштање, како што се гледање телевизија, читање книга или вклучување во смирувачка активност како медитација или бања, време со семејството или пријателите. Сликајте било какви социјални интеракции или активности со семејството или пријателите. Како играње некоја игра или водење разговор, рутина пред спиење. Фотографирајте го процесот на подготовка за спиење, како што се нега на кожата, миење заби или пријатна фотографија од вашиот кревет со меко осветлување. Посебни моменти. Бидете во потрага на посебни моменти кои се истакнуваат во текот на денот. Ова може да бидат моменти на радост, релаксација, поврзаност или дури и стрес и фрустрација. Фотографирајте ги овие моменти за да размислите за нивното влијание врз вашиот ден, примери на моменти кои може да се фотографираат, радост, спонтано насмевка, смеа со пријатели или убаво зајди сонце, релаксација, тивок момент со миленик, спокоен природен пејзаж или момент на медитација, поврзаност, прегратка, ракување или група пријатели кои разговараат, стрес, неред на работната маса. Сообраќаен метеж или интензивен момент на концентрација, уредување и подобрување на вашите фотографии, доживувате различни емоции низ денот, вклучувајќи и оние кои се сметаат за непријатни. Ако сакате да работите на нив и да ги трансформирате во нешто ново, охрабрувачко и корисно за вашето животно патување, можеби ќе сакате да ги уредите или подобрите фотографиите кои ја представуваат таа конкретна емоција или ситуација.
Промената на фотографијата ќе ви помогне да ја промените и самата емоција или чувство што ве натерало да ја направите таа фотографија. Подолу се дадени примери за тоа како основното уредување може да влијае врз резултатот на фотографијата. Запомнете дека значењето што го давате на секој детаљ зависи исклучиво од вас и вашата имагинација, а примерите подолу се само тоа, примери. Основни подобрувања, прилагодување на осветленост и контраст. Зголемете ја осветленоста за да осветлите темна фотографија и прилагодете го контрастот за деталите да бидат повидливи, заситеност и живост. Подобрете ги боите за фотографијата да изгледа поинтензивно. Внимавајте да не претерате, бидејќи суптилноста често може да биде помоќна, сечење. Отстранете ги непотребните делови од фотографијата за да се фокусирате на главниот објект. Острина и јасност. Подобрете ја острината за фотографијата да биде појасна и подобро дефинирана, работа со непријатни емоции, црнобели филтри. Конвертирајте ја фотографија во црнобела за да ги нагласите емоции и да ги отстраните од влекувачките елементи на боите. Ова може да даде класичен и драматичен ефект кој го истакнува емоционалниот контекст, мек фокус. Применете мек фокус за да создадете сонлив квалитет кој може да направи стресниот момент да изгледа понежно и поинтроспективно. Осветленост и сенки. Користете осветленост и сенки за да играте со светли и темни делови на фотографијата. Осветленоста може да внесе надеж, додека сенките можат да нагласат длабочина и сложеност, замаглување. Замаглете одредени делови од фотографијата за да пренесете движење или да го префрлите фокусот од стресните елементи кон посмирувачки аспекти. Тонирање на боите. Користете топли тонови за да пренесете топлина и удобност или ладни тонови за да пренесете смиреност и размислување. Менување на исходот на тешките емоции, препроектирање на сцената. Ако фотографијата предизвикува непријатна емоција, обидете се да ја препроектирате со сечење или фокусирање на позитивен елемент во сцената. Ова може да ви помогне да ја видите ситуацијата од нова перспектива, додавање позитивни елементи, додадете позитивни символи или елементи, како што е сјајна светлина или живописна боја. За да ја промените атмосферата на фотографијата, создавање секвенца, прикажете прогресија од тешка емоција до попозитивна. Например, започнете со фотографија што го доловува стресот и продолжете со фотографии кои прикажуваат релаксација и решение, одржување на отворен ум и непристрасност, додека работите на оваа вежба. Важно е да одржувате отворен ум и да не се осудувате себе си и вашите фотографии. Разберете дека не секоја фотографија треба да биде совршена. Прифатете ги несовршеностите како дел од вашето автентично искуство. Овие несовршености можат да откријат уникатни аспекти од вашиот секојдневен живот и емоции кои совршена фотографија можеби би ги пропуштила. Тие се сведоштво за реалноста на вашите искуства и искреноста на вашата документација. Пристапувајте на секоја фотографија со љубопитност, а не со осуда. Запрашајте се што открива фотографијата за вашите емоции и искуства. Оваа љубопитност може да доведе до подлабоки увидувања и подобро разбирање на вашите чувства и рутини. Наместо да ги критикувате фотографиите, истражувајте ги како парчиња од сложувалка кои заедно формираат целосна слика на вашиот ден, бидете љубезни кон себе и практикувајте самосочувство. Признајте си дека е во ред да чувствувате спектар на емоции и дека секоја фотографија е вреден дел од вашата приказна. Оваа вежба е за разбирање и изразување на вашите емоции, а не за постигнување совршенство. Со тоа што ќе бидете нежни кон себе, можете да создадете безбедна средина за вистинско саморефлектирање и емоционален раст, бидете ментално присутни и внимателни додека ги уредувате вашите фотографии. Фокусирајте се на процесот и на тоа што секоја промена носи на фотографијата и кое е вашето разбирање за неа. Вниманието може да ви помогне да останете ангажирани во вежбата и целосно да ги цените нијансите на вашите секојдневни искуства. Ова присуство во моментот ќе ја зајакне вашата способност да се поврзете со вашите емоции и значењето на секој фатен момент, рефлексија, дневна рефлексија, откако ќе го комплетирате вашиот фотодневник. Посветете си време за размислување за вашиот ден. Разгледајте ги следниве прашања: кои моменти најмногу ви се истакнаа и зошто, како фотографирањето на вашиот ден влијаеше на вашата свесност и перцепција за секојдневната рутина, забележавте ли некакви шеми или повторувачки емоции низ денот? Неделна рефлексија: на крајот од неделата, прегледајте ги вашите фотодневници и размислете за вашите искуства. Користете ги овие прашања како водич.
Како вашите чувства и искуства се менуваа низ неделата, што научивте за себе и за вашите секојдневни рутини, откривте ли нови извори на радост или стрес во вашиот живот, групна рефлексија, ако се чувствувате удобно. Споделете го вашиот фотодневник и вашите размислувањата со одредена група. Ова може да помогне во градењето чувство на заедница и меѓусебна поддршка. Размислете да дискутирате за следните точки. Што научивте за себе преку оваа вежба, како практиката на документирање на вашиот ден влијаеше на вашето разбирање на емоциите и искуствата, дали откривте нови начини за пронаоѓање значење и убавина во вашиот секојдневен живот.